Британската мутација коси, болниците се полнат, се адаптираат нови. Вакцините најрано во април, а за евентуални нови рестриктивни мерки ќе се чека до понеделник. Министерот Филипче призна дека бројот на позитивни расте и дека за еден месец бројката на заразени е зголемена за 5000 и покрај тоа уверува дека сегашните рестрикции ќе дадат резултат. Тоа што беше заклучок денеска е дека оваа сегашна мерка, важечка рестрикција, после рестрикција на движењето после 22 часот треба да остане иста, дека нема да се надополнува и дека дефинитивните резултати ги очекуваме кон крајот на оваа недела, викендов или почетокот на следната недела. До тогаш сме максимално спремни да ги изменаџираме сите други активности во однос на болниците, капацитетите, сместувањето и префрлувањето на пациентите. Набавката на вакцини е војна, вели министерот Филипче. Но дали за таа војна Македонија ги има вистинските војници, откако во земјата не пристигнаа најавените дози? Филипче е свесен за бавната набавка на вакцини, но повторно не сакаше да шпекулира со датуми, кога ќе пристигне следната пратка. Според неговата изјава, вакцини нема да видиме овој месец. Во однос на набавките на вакцините, тоа што се очекува, и сега мора да потенцирам дека со оглед на промените кои што настанува и информациите од добавувачите, ова може да биде нешто што временски може и да се одолговлечи некое време, меѓутоа во следниот период до крајот на овој месец, почетокот на следниот, очекуваме да профункционира Ковакс системот, преку кој што би стигнале околу 100.000 вакцини. Во меѓувреме притисокот врз болниците е се поголем. Медицинскиот персонал се бори со последните сили, а во ковид центрите во земјава во моментот се хоспитализирани 1135 пациенти.